Македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес пред нас е предлог законот за Академијата за судии и јавни обвинители, секако по скратена постапка. Таму се вели дека донесувањето на законот за Академија за судии и јавни обвинители произлегла од потребата за реформа на судството во Република Македонија, зацртана во стратегијата за реформа на правосудниот систем, стратегиската цел на Република Македонија за членство во Европската Унија и потребата за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството, базирани на европските стандарди. Основната намера на владата на Република Македонија за членство во Европската Унија налагала продолжување на реформите во областа на судството и негово понатамошно унапредување. И да почнам со ред. Поднесовме амандман кој секако беше одбиен, бидејќи таква е судбината на нашите амандмани, а амандманот имаше за цел зголемување на професионалноста на начин со кој членот и заменикот на член во приемната и завршната комисија од редот на раководни административни службеници во Министерството за правда да има 10 години стаж. Јас сум убедена дека наведените потребни 6 години стаж во овој предлог закон се за точна, однапред определена личност, која сте ја црпнале од партиските штабови, најверојатно од ДУИ, чисто за да се знае кој е газда, за да стане раководен административен службеник во Министерството за правда. И сега знам дека ќе се спротивставувате на ова што ќе го кажам, но јавноста знае дека имавме случај на новоназначен директор, кој не ни знаеше каде ќе биде директор, ама требало токму тој да биде директор. Така ли ќе ги реформирате институциите, колеги? Ова ли е тој ваш ветинг со кого се фалевте? Затоа паѓа довербата на граѓаните во институциите, како што е падната довербата во судството под 4%. Еве кажете ми, дали во стратегијата за реформи на правосудниот сектор ви е зацртано некој да се стекне со документ за положен правосуден испит пред да дипломира, па и да се вработи без работен стаж. Институциите молчат, си ја префрлаат топката, министрите си имаат право на дискрециони одлуки, народот ја напушта државата заради тоталната нефункционалност на системот, а власта си ја пее, кучињата лаат, караванот си врви. Епа, колеги, караванот си врви, ама негде мора да се сопре. Или ни отиде државата. Трето нема. Докаде ќе стигнеме, ако државата, како што велите, немала правни или други механизми за да ги санкционира овие случаи? Колеги, правни механизми за разрешување на скандаливе што ги правите има, но волја да се постапува по словото на законот дефинитивно нема. Затоа што од партиските штабови вадите луѓе и ги насадувате во правосудните органи. Затоа нема правда. Затоа што на сите ни е јасно кому му слугуваат овие партизирани судии и обвинители. Самите граѓани ја знаат дијагнозата на главната болест, а тоа е нефункционалноста и до срж партизираноста на обвинителството и судството. Самите граѓани знаат кој во оваа држава е во затвор, а кој е на слобода. Се додека имаме затворени честни луѓе и патриоти судени надвор од принципите на здравата логика, а на слобода имаме докажани криминалци, ние нема да можеме да говориме за правда. За жал, таква е Македонија денес. Имавме скандалозен избор за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција, без никакво искуство, но со многу фотографии од врвот на ДУИ, кој наместо да се фокусира на гонење на криминалот и корупцијата, побрза пред се да си ја направи сопругата обвинителка. Па доживеавме оставка од председателката на Судскиот совет Црвенковска со образложение кое веќе сите го знаеме, а гласеше: во Македонија владее бизнис судска елита. По доживеаната оставка го преживеавме и изборот за наследник на Црвенковска, уште поскандалозен и изваден овој пат од фотоалбумот на Социјалдемократскиот сојуз. Ја дочекавме и Весна Дамева, која од судски приправник дојде за да оценува, именува и разрешува судии, иако и самата нема ни еден ден стаж како судија. И скандалот со положен правосуден испит без завршено соодветно образование го надживеавме, за после него да се обзнанат уште над 400 случаи за прекршени норми и правила.
Академијата за судии и јавни обвинители стана башибузлук во кој не се знае чие дете како се запишало, ама однапред се знае дека ќе заврши и дека ќе се смести во урнисаниот правосуден систем. Податокот пак дека од страна на институциите се реализирани само 20% од зацртаната годишна стратегија за борба против корупција, покажува дека оваа власт нема намера да се справува со корупцијата, затоа што самата таа е извор на криминал и коруптивни сделки. Па откако се увиде неспособноста на институциите да ја гонат корупцијата, се соочивме и со американски тим кој само извади на виделина кој колку не сработил. Еве вака ги расцветавте судовите и обвинителствата. Буквално и немаме случај каде што победила правдата. Правосудниот апарат се користи само за политичка пресметка и заштита на стратешките интереси на власта. Затоа власта ја злоупотребува дискреционата моќ за да ги постави оние послушници кои ќе судат онака како што ќе им се каже. Не смееме да го дозволиме тоа. Посебно ако навистина стратегиска цел на Република Македонија е членство во ЕУ и потребата за остварување на преземените обврски за спроведување на ефикасни и континуирани реформи во судството базирани на европските стандарди. Предалеку сте од намерата за членство во Европската Унија. Ако реално имавте таква намера, ќе се трудевте од корен да го реформирате судството, бидејќи за да ги продолжиш реформите во областа на судството, потребно е да има било какви реформи. За да го унапредуваш судството, треба да има било каков напредок. Ако продолжите со вакви реформи како досега, слободно можеме да го пречкртаме и правото и правната држава. Мора да се бираат квалитетни кадри во судството и обвинителството, но вие едно говорите, а сосема друго правите. Сами оценивте дека е катастрофална состојбата во правосудството, па сами дадовте повторна доверба на директорката која ја води Академијата за судии и јавни обвинители. Со наградување на неработата и неработниците никако не се оди напред, а уште помалку во Европската Унија. Со назначување на лица со политичко влијание кои поминуваат членови како Весна Адамева, Љубомир Јовески и да не ги набројувам, само се доунаказува правдата и на површина излегува трулиот систем. Срам сте за македонското правосудство. Не можеме и не смееме со неправо да влеземе во правосудниот систем и да делиме правда. Не може и не смее коалиционите интереси да се поважни од законите. Институциите станаа заложници на партиските интереси на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ. Ниту Европа може да ни ги реши проблемите кои секојдневно ни ги создавате, ниту пак ќе стигнете до Европа со разноразни афери. Институциите мора соодветно да реагираат на неправилностите, а не да се прават недоветни и ненадлежни само за да се премолчи целиот срам. Никој не смее да изостанува на патот на правдата. Полна ви е устата со правна држава, а молчите и одобрувате кршење на закони буквално секој ден. Со вакво однесување не можете да ја постигнете основната цел на законов, кој мора да се заснова врз начелата на правичност, јавност и објективност. Академијата има за цел професионално, независно, непристрасно и ефикасно извршување на судиската и јавно обвинителската функција. А реалноста пак е дека Академијата ниту е професионална, ниту е независна, а за непристрасна не може да стане ни збор. Затоа сакавме да влијаеме на зголемување на професионалноста со поднесувањето на нашиот амандман. Но, пак ќе кажам, за да се зголеми професионалноста, прв услов е да има професионалност, а професионалност пак никако не смее да се бара низ партиските штабови. Нема да мрднеме од место. Не знам колку и дали воопшто сте свесни, ама вака само тонеме и како луѓе и како држава. Ви благодарам. Има збор Бети Стаменковска, Трајковска.